за по 16 години. Драги мои, добро вечер и добре дојавте. Ленин Јовановски, гостин во студио. Ленин, кога ќе те видам тебе и кога ќе разговарам со тебе, одма ми се спушта гласот мене. Нега го поиш Да, онака на машки ми иде моја. Ноќни волци, добро вечер. Како сте? Добри сте? Добро вечер, добри. Колку што се може во овие времиња, превирања. Зашто? Меѓутоа секогаш одолеваме на случувањата и кај нас внатре и околу нас. Што се случува? Па добро, ние веќе, да кажам, 10 години, повеќе од 10 години сме присутни во Македонија, откако сме формирани тука и се етаблиравме како еден добар моќен клуб кој што е препознаен од јавноста и од институциите. Клуб кој што е често присутен и на дипломатски забави, значи од дипломатските корови кои што се присутни во Македонија до хуманитарните организации, сето тоа придонесе да имаме, да, како да го кажам, почитување од повеќе структури и да сме се повеќе интересни за што повеќе луѓе сакаат да бидат членови во нашиот клуб и тој простор во принцип во еден период го отворивме, имавме вака масовно, помасовно заинтересирани за влегување во клубот. Меѓутоа тоа се покажа како погрешно, бидејќи малку она што ние го деклариравме дека многу поважно ни е квалитетот отколку квантитетот. Ние дадовме во последно време на квантитетот заради тоа што постоеше таков интерес од повеќето луѓе и сето тоа придонесе малку да има и некои моменти на внатре прочистување. Да, таа популарност доведе до одредени амбиции кај некој внатре во клубот кои што исто се оценети како нереални и она што или историски или она што, да кажам, во државата се рефлектира и кај нас помалку на микроплан како клуб и така клубот живее и расте внимателно, меѓутоа и многу луѓе што влегува, излегуваат. Има, морам да признам вака јавно дека она народната што кажат има на војвода, комите и кодаш секој пат се појавува. Имаме една тенденција за што јас ја сметам малку за посериозна да бидејќи сепак иако станува збор дека ние сме дел од една хиерархија, од еден клуб кој што е формиран во Москан, меѓутоа сепак на нашите грбови стои Македонија. Меѓутоа се поголеме така некој притисок, некоја тенденција да имаме повеќе означување на елеци, ноќни волци кои што носат и некои други ознаки, односно преоѓаат во оделенија кои што иако се присутни тука во Македонија не ги носат тие ознаки и со оглед на тоа што сепак јас како председател и како човек кој што држи до она што е национално, индивидуално и она што ние практично треба да го пред се правиме тука на територијата на Македонија е да ги заштитиме тие наши вредности како патриотски клуб и ке сепак јас и како авторитет и како човек кој што и во внатре во членството и ужива најголемата доверба,
и она што го имаме како луѓе на располагање внатре во клубот, апсолутно нема да дозволиме никакви обиди за разводнување, разбивање на клубот или да до некое место дојдат луѓе кои што според нашиот кодекс статус и според она на што сме се заколнале кога сме влегувале во клубот и кога сме ги ставиле овие бои, држиме до тоа и нема да дозволиме да некој го злоупотреби името на ноќните волци или да ја наруши таа атмосфера која што е градена со 10 години, колку и да некому се чини дека е успешен во тоа, јас такво нешто нема да дозволам заедно со тие луѓе кои што ги имаме како екипа кои што се докажани во изминативе години, кои што се цврсти момци, бидејќи сега на овие ветрометини се удира од секоја страна по разни основи. Некои во нас препознаваат клуб кој што сака да шири тука некакво русофилство, некои не препознаваат како клуб кој што можеби држи некаква политичка опција, иако нашиот состав е сосема јасен и нашиот, како што кажав, кодекс, она по што се водиме, е исклучиво индивидуален, значи е конципиран онака како што ние го предпочитаме како ноќни волци. Точно е дека ние можеме да бидеме дел од некој настан или некоја активност да имаме која што можеби ќе биде поддржана или политички обележана или било како, меѓутоа доколку тоа е во согласно со нашиот пат, со нашата филозофија, со нашите убедувања, нормално е ние тоа да го правиме и да бидеме присутни таму кај што тоа ќе се случува, без разлика на тоа кој е организатор или дали тој има некоја, дали станува збор за некаква политичка опција, религиозна, на некое здружение или било како. Значи, единствено ако се поклопува со она што е интерес на клубот, тогаш ние може да се појавиме некаде заедно со било која таква организација од таков тип. И сега може би заради тоа бодеме во очи, некои се обидуваат да направат внатрешно разбивање на клубот, што е малку можеби за некој чудно и несватливо, меѓутоа со оглед на сериозноста на клубот и авторитетот што го создаде овие 10 години, тоа не е да кажам за чудење, заради тоа што многу луѓе во ноќни волци препознаваат некаков фактор кој што на свој собствен начин знае да влијае на одредени можеби настани, процеси или да е битно на нашето мислење и нашето влијание согласно на она што го имаме како реализација или како грб позади нас. Ленин, брат, збориш као дипломат, као да си у Обединети нации. Не, респект за тоа и ќе те почитувам, но ќе ти зборам и на ти и затоа што и те чувствувам така од сам почеток на некој начин ми се допаднала вашата филозофија, начин на живот. Дали ова би можел и би сакал и дали би било добро да го парафразираш во некаков поинаков говор? Например, директно. Ако не, да не те фрлам у води, бидејќи не ја знам ситуацијата внатрешна, па не морам да те испровоцирам. Но, мене ми е провокативна самата ситуација. Дали овие работи, кога се случуваат во политиката и во клубот, а не знам што се случува во клубот, се случуваат сега токму со промената на власта и после протестите на кои земавте активно учество, на мирните протести за Македонија, каде што заедно и јас, вие со моторите, јас со точак по вас, стварно бев за мир, сакам земјата да ми обстане и тоа немам ништо спорно во сето тоа. Дали после ова, откако се случи, се што се случи, се овие превирања сега заради политички, па некој добива сила, па сака да ја повлече на една или друга страна, клубот, идеологијата, за тоа ли ми збориш цело време? Може би да има и такво нешто. Значи, луѓето, просто кажано, имаат разни амбиции и нештата зашто ги прават, сигурно ги прават заради нешто.
Јас кажав дека ние имаме собствен пат и собствена политика. Одредени луѓе кај нас, како и секаде, може да залутаат. И она што го прават, лесно е да се биде унокни волци во моменти кога све ни е супер. Имаме доволно финансиски средства, се шетаме, седиме, пиеме, јадеме, се дружиме и се тоа. Меѓутоа, кога ќе дојдат одредени кризни моменти, каде што треба да се покаже она што го декларираме пред јавноста, а јавноста многу добро знае преку она што јас го соопштувам или она што го гледаат нашето присуство секаде во секаков облик, може да предизвика одредени последици, проблеми, кризи и така натаму. И тука одма ќе ги видиш тие слабаците, кодошите, луѓето кои што имале некакви други амбиции, некакви други желби или во момент на слабост веднаш како глувчиња се појавуваат. За жал, нас тие глувчиња се појавуваат или се кријат? Знаеш кој први го напуштаат бродот и кој бараат утеха во некоја друга страна. Затоа јас ги викам тие глувчиња и сметам дека тоа не е ништо страшно за нас како ноќни волци, заради тоа што можеби е добро кога во еден клуб ќе се створи одредена, дали привидна, дали намерна, дали криза која што ете, можеби јас сум ја како председател сум ја предизвикал за да видам какво ќе биде однесувањето на одредени поединци, дека тие треба да си ги покажат своите вистински вредности или невредности, едните или другите, и да клубот добие едно прочистување како што заслужува. Колку членови имате? Па еве јас тоа ќе кажам, ние дојдовме негде во Македонија после сите тие нели процедури кои што треба, пошто ние имаме разни нивоа на условно кажано членство во клубот, имаме поддржувачи, па прв степен, втор, трет степен. Во сите облици дојдовме до некоја бројка од 60 на луѓе, која што сега негде од прилика јас сметам дека ќе биде преполовена и дека тие поготово што се новодојдените, значи зборувам за она јадро што го почна, што го формираше клубот и кое што функционира, тоа се 9 мембери кои што се на трет степен, значи на највисоко ниво на членување во клубот се цврсти, исто така оние што се проспекти или на втор степен, каде што се покажа дека периодот кој што го минале во клубот искрено заслужиле да бидат на тоа место, меѓутоа овие помаливе што се на помалиот степен, кои што очигледно очекувале нешто друго од клубот, значи кажав на првиот кризен момент паднаа на испитот и тие ќе го напуштаат клубот онака како што ќе одлучиме ние постарите членови во клубот. Ај уште едно подпрашање на тема. Што значи паднале на испитот? Па во МС културата секој пат има или кризи кои што доаѓаат заради нешто. Например, најчесто во МС тоа е конфликтот со одредени други клубови, каде што постојат војни пресметки помеѓу клубовите. Тоа вие го немате апсолутно. Да, тоа го немаме овдека, или што, како да го кажам сега, тоа пак да не звучи дипломатски, ама некако криза на идентитетот. Односно се стварат некој пат во МС клубовите создаваш состојба која што предизвикува одредена провокација и на која што членот треба да покаже храброст. Вообичаено во преминот од еден во друг степен, МС клубовите го прават тоа. Значи вештачки измислуваат проблем, му се дава задача на одреден од членовите да ја совлада или да се види како ќе реагира, дури дали ќе истрпи одреден притисок хиерархиски од повисок, дали ќе му се даде некоја тешка задача да ја направи која што ова е монашки пристап, човек. Од прилика така и затоа сме братство. А што е криза, например? Да, братство, што например, еве некоја банална која нема да ја повторите.
да речеме. Некога што се користело. Реална криза? Некоја што се случила во клубот? Да, сте му дале, мислам, вие сте ја иницирале. А што имаме ние иницирано меѓу нас? Па ете, например, претежно се тоа одговорности во почитувањето на хиерархијата или имаш врска да појдеш некаде да направиш... да отиде. Да. Донеси тоа, да донесе. Так. Заврши таа работа, точно завршено. Да извози некаде, да се покаже, да се појави, да биде представен, да се представиме во вистинско светло, каде што треба. И тука некои верглаат, не можат да отидат, не можат да извозат, не можат да се дружат, ке направат меѓусебен конфликт. Све ми е јасно. Колку овде игра фактор физичката и ментална издржливост, бидејќи возење на долги патеки бара многу тимски, се сеќам тука со Димитар кога ми објаснувавте, тоа е посебна филозофија, не е тоа само запали моторот вози, тоа има цела, ја бе фасциниран искрено и гледачите. Таа филозофија на колку е захтевна физичката. Вие сте сите на олка и да ви кажа, нема таму некој си, има чат пат некој, ама и тие се жилави типци. Кого да сретнам, мислам, вака и на физикус делувате дека сте многу tough guys. Мислам, во суштина сте мирни, мачиња сте, стварно сум ве следал, неќам да ве оваква, стварно мирни и питоми луѓе, сум се дружел со вас. Никогаш не сум видел ексцес, сум многу пофини и покултурни сум гледал 300 ексцеси. Тоа сакам да кажам. Но генерално бара многу физичка енергија. Знам, мене еден велосипед ке ми штошти после 50 километри, што е за вас, не знам, 3-4 сати возење на една машина која вибрира, ветер и така натаму. Тоа што го зборуваме минатиот, значи си бара и физичка и психичка спремност. И тука исто така се е дел од оние што зборуваме кризи или каде што мора да си дел од групата, ама тој дел да е дел од една целина. Ако не се уклопиш во групата која што вози и ако те фаќаат склети нервози, бидејќи се случува на пат, со други, па и други, ке му се дупне гума на некој, ке остане без гориво, некој му се јадело, некој му се сакал да спие вамо, сакал да спие онамо, дали да останеме тука. Значи, ако тие работи се разводнуваат и ако ние немаме тука разбирање, единство и команда од еден центар која што апсолутно ќе се почитува, ќе има проблем. Друго е исто колку си спремен да одиш на пат и колку е умешноста твоја во возење во група, она што го зборевме минатиот пат. Тоа е навистина една посебна вештина која што мора да ја има човекот. И таа вештина лесно ќе ја совлада ако ги следи упатствата и ако го следи лидерот, односно тие што кажуваме во еден англиски израз road captain или капетанот на пат. Еве сега ние имавме наши представници што го возеа мотомаршот Славјански свет. И значи се возеше низ сите држави каде што има словенско население за да се покаже едно единство, значи возевме од различни држави и ноќни волци, гости некои од сродни клубови, каде што еве нашиве, бидејќи јас морам да го пофалам македонското одделение кое што има висок степен на одговорност и познавање, бидејќи ние често пати патуваме, еве имаме заемни разговори, корекции, обуки, како тоа треба да се, и сме доста дисциплинирани во тој дел. Учесниците на овој мотомарш има сериозни забелешки, поплаки на неискуството на одредени луѓе кои што се приклучувале на тој мотомарш во групата, што го прави самото патување тешко и ризично. Од нас или од други земји? Значи, нашиве тоа го констатирале возејќи на тој мотомарш. Значи, тие, кога се вратија, кажа дека имало неискусни возачи кои што го отежнувале возењето и тоа создава посебна и нервоза и тензија и ризик на патот. Меѓутоа, сепак, пошто си група, мора да помогнеш во целата таа ситуација и фала му на Господа што еве тој мотомарш
веќе е во завршна фаза, завршува и помина без никакви проблеми, последици, бидејќи беше високо професионално организиран. Тој беше организиран од председателот на оделението Номади Женја, кој што е русин. И целата таа организација... Наброј кај се возело, колку души и колку време и така? Во околу 150 души се имаат извртено во различни, пошто тешко и ретко е да помала е групата во бројка што го извозела цел мотомарш онака како што е замислен. Меѓутоа, низ повеќе држави, ги кажав сите што се држави на Балканот, почнувајќи тргнувајќи од Русија спрема овдека, значи Словачка, Чешка, Словенија, Хрватска, Албанија, Македонија, Бугарија, Србија, Полска, значи во сите тие држави се Република Српска исто, значи сите секаде и имаше една добра порака за мир, за разбирање, за единство, целиот тој мотомарш. Беше исто така предзнак ставен на моментот на православието, се посетува цркви и манастири, организаторот секаде во секоја град, во секоја држава оставаше по една икона подарок на свештениците. Тоа се случи и тука и во Македонија, што значи, пак ќе повторам, едно високо професионално организиран мотомарш, сериозна работа со комплетната цела логистика што е потребна, значи придружно комбе со луѓе кои што познаваат поправки на мотори, кои што носат во тој дел алат, каде што комбето прифаќа, ако дојде до некој дефект на моторот да го прифати, да се пренесе, значи со во сите форми можам да кажам од она што го следевме во неговата организација, значи од сериозноста, возењето, забавите, дружењето, значи на вистина и пораката, пак ќе повторам, односот на луѓето, приемот на тие луѓе таму каде што се појавува, исто така со почитување и добронамерен од представници и на локалната и на државната администрација, на црквата, на сите цркви, така да можам да кажам дека во тој дел Ноќни волци покажаа сепак дека може да постои единство и да имаме одреден заеднички настан, интерес и да се поддржуваме едни со други, колку и да историски имаме многу различности. Така е. Браво и секоја ви чест. Ќе направиме сега една кратка пауза, а потоа ќе продолжиме токму за средбата што се одржа во Македонија со представници од црквата и представници од тој марш. Режија, бидете љубезни, првиот блок реклами. Што и да направите, фама се дига. И добро и лошо, прашина се дига. Добар глас ви бие, тоа е најглавното. Уште од самиот почеток, на големо изненадување, вашиот дух, ментален склоп го препозна владиката Струмички Наум, кој со вас, колку му даваше време, имаше и секогаш кога имало некоја манифестација каде што црквата била инволвирана, се побарало благослов, секогаш бил со вас. Како дојде до тоа и беше навистина многу чудно, дури и ја лично кој го познавам, викам, што па ти бараш со овие, кога уште не ви го знаев ни духот и така натаму. Како дојде до сето тоа со Струмичкиот владика Наум? Природно Дедо Наум препозна веројатно во нашава, ние уште кога пред да бидеме исто Ноќни волци, како претходниот клуб Изи Рајдерс, кога бевме, уште од тогаш имавме неговата поддршка и неговиот благослов. Он во нашата група тогаш веројатно по негова оценка препозна луѓе на кои што
може би треба некако да им помогне и да обрне внимание. И јас морам да кажам дека тој човек е многу заслужен во делот на нашето функционирање, нашиот пат и нашето воздржување можеби од многу работи кои што би застраниле, би забегале, вака заради тоа што тој е наш клубски духовен отец. Имаме и почитување, меѓутоа и страх од почит да не сгрешиме и сепак внимаваме да не направиме нешто што ќе го наруши исто така и неговиот углед. Значи сме на некој начин воспитувани од него. Тоа се вика страв од Бога. И тоа е многу добар еден патокас у животот на секој, ајде да кажам, стрейтер, нормален, човечен, православен, еден словен. Тоа е страв од Бога, чим имаш, а тоа е во смисла страво почит. Не во смисла страв како некој си демон од кој се плашиш, туку како од татко постар кој има, кој те сака, ама мораш да имаш почит, нели? Да. Знаеш дека нема ништо лошо да ти наприе, ама имаш некој страво почит спрема него. И интересно беше што еве он се појави на ова последниот овој. Каде се случи целиот тој настан и многу интересни ликови беа на фотографиите, ги гледавме, беа објавени и така натаму, текстот твој го реобјавив и слично. Кажи ми малку за таа средба. Ми изненади што и Дедо Наум го видов на Значи Дедо Наум е присутен на сите инвенти и значени средби кои што се организирани од Ноќни волци. Значи, неговото присуство е секогаш и добре дојдено и ние никогаш не забораваме да го поканиме, да го информираме за она што го правиме, а тој пак секој пат наоѓа време да дојде. Значи, јас пред да кажам за оваа средба, морам да кажам дека неговото присуство кај Ноќните волци, неговата смиреност, значи во него препознаваме на пример вистински духовен татко кој што секој пат знаел да не упати на вистинските вредности и јас сметам дека таа соработка, тоа дружење, тоа взаимно почитување дека ќе биде за секогаш. И тоа е нашето директно поврзување како Ноќни волци и со православната вера и со нашата црква и мислиме дека го имаме вистинскиот човек од кој што можеме и да слушнеме, и да научиме, и да го правиме она што го правиме во името на православието како дел од нашата функција, активност или определба која што имаме како Ноќни волци. Каде се случи оваа средба? Оваа средба се случи во ресторанот Стара куќа, таму имавме организирано заедничка вечера за сите од организаторот беше организирана за сите учесници во мотомаршот кој што дојдоа од Охрид дојдоа во Скопје, значи средбата беше во Скопје и ние кои што сме од деделението на Ноќни волци во Македонија, тука во Скопје, како домаќини на овој терен, нормално дека присуствувавме на таа средба и јас го поканив и Дедо Наум да... Дедо Наум овдека на сликава? Значи, тоа е она што го споменав, дека Дедо Наум од организаторот, од Женја, доби икона, тој ја држи во раката токму таа икона од Пресвета Богородица. Тоа е ритуалот, односно делот организацијата, каде што организаторот во секој град на определен свештеник и во определена црква му подарува икона и исто така доби одреден символ кој што го обележува овој мотомарш, наречен славјански свет.
Значи, овдека е тоа поздравувањето што го гледаме. Тука јас на организаторот Женја му подарувам една монографија, најново издание, која што се вика Душата на Македонија, во која што се содржани фотографии, текстови за сите цркви и манастири во Македонија. Автор е Наце Попов, тој донираше две такви книги кои што ние ги дадовме на подарок, едната на Женја кој што е од Русија, организаторот на овој мотомарш. Сега нели имаше после тоа разни коментари, не знам. Не би да уште малку за тоа. Ова е дел од маршот каде што возевте и вие овдека од клубот низ Македонија кога поминуваа, така? Но имавте и членови кои цело време на маршот беа, така? Така, значи имавме кои што цело време го возеа маршот и кои што се ноќни волци од Македонија, но имавме и што се придружуваа само на одредени делови од мотомаршот, пошто сепак станува збор за една активност која што бара многу денови и претежно секој не може тоа да си дозволи да толку денови биде одсутен заради семејни работни обврски и така натаму. Но претежно помлади луѓе видов овдека, иако имаше и некои од лидерите постари, тие се хардкор, онака како тебе, но еве има една фотографија на една млада дама. Ова е учесник на маршот и изненадувачки бидејќи обично моторџи. Таа е русинка, да. Она е русинка, она беше дел од... Таа го вози цело време маршот. И она вози? Да, цело време е присутна и тоа е еден подвиг за една девојка и еве уште еден доказ за сите оние зли јазици кои што сметаат дека тоа што во ноќни волци не може да членуваат жени или дека тоа е братство и во кодексот е така предвидено, дека не спречува да дел од нашите активности, живење и возење и дружење бидат присутни жени. Профили, знам дека збореше, се сеќавам кога зборевме за ноќни волци, главниот лидерот, патриархот на ноќните волци, спомни ми го името таму? Председателот хирург. Александар Залдастанов по надимак хирург, повеќе познат како хирург. Он стварно е лекар по тој работел многу кратко како максиофасцијален хирург. Колку што знам, меѓутоа после кога се фатил во делот на моторџиството, тоа почнал да го прави многу професионално и достигна едни вредности кои што мислам дека во светски размери нема друг ни клуб, ни лидер кој што е толку посветен, реализиран и ефективен во она што го прави. Значи тој е сосема посветен на оваа работа. Иако во минатото работел и разни работи, еден период во Германија има работено во дискотеки, како што и сите млади луѓе порано се сногеле, меѓутоа кога го формира мотоклубот Ноќни волци и како што го пратите и вие, како што се гледа, дека во моментов станува збор за еден мотоклуб со толку силни вредности, јако влијание и она што го прави во реализација, во организирање на инвенти, како важност е во светски размери. Оние едни од една страна прифатено како многу високи вредности, од друга страна некаде и смета таквото влијание, па се наидува на некакви проблеми, затоа ние Ноќни волци некој пат во нашите организации, особено на што го зборевме за Берлин, организацијата за големата победа над фашизмот, која што стана во традиција и се одржува, и оваа година кога се одржуваше, повторно имаше проблеми од некои, особено во Полска, каде што беа приличен број на луѓе кои што сакаат да учествуваат, беа спречени да бидат дел од... Повторно како што вам ви направија во Германија. Да. Овој пат
Како е се разрешницата таа? Што ти е кажано? Германците ти рекоа као ноќен волк на мотори, не доаѓајте више, предпоставувам, а? Тоа беше со кратка трајност, значи како што кажав и прошиот пат кога зборевме, значи она што се однесува на мене, тоа е спречување само во делот на додека се одржува таа манифестација. Тогаш да не се појавувате. Они се плашат што? Често пати, пак да не го заземете Берлин? Да, често пати присуството на ноќни волци, иако нема ниту една индиција, ниту еден релевантен факт или никогаш не сум прочитал дека имало инцидент. Дека има инцидент, тие тоа го смета за некаква провокација и она параноја што се јавува дека не знам се зголемува и сега тоа во Македонија се збори на мое големо чудење дека не знам какво руско влијание се манифестира и дека некој е загрозен од тоа руско влијание. Сликани сте со Путин и толку. Знаеш како е кај либералите и социјалдемократите. Чим си сликан со некого, ти си таков и крај. Ја дури се чудам на некои овие што доаѓаат тука, некои светски политичари, не навлагам во нивниот интелект и моќ што имат. Нема што да навлезеш. Да реферирате и да кажувате дека заштитувате нешто во Македонија од руско влијание во вакви општо познати услови, каде што не постои политичка партија или структура која што манифестира такво нешто, ниту пак ја гледаме дипломатската активност на Русија колку е оскудна, да кажем, не е агресивна во тој дел, да се зборува за некакво руско влијание. И јас ќе ви кажам и друго нешто, што ние сме како ноќни волци присутни на се што е организација од руската амбасада, конзулатот или кај што има некакво одбележување, како што беше исто денот на победата беше обележан тука. Денот на победата над фашизмот, да. Што се организира секоја година, Европа сака тоа да го маргинализира. Па бесмртни полк, каде што нашите партизани заедно со руските се објаснуваат, се прикажуваат одредени секвенции од нивното учество, како да. Во борбата против фашизмот и совладување на нацистичка Германија. Так, и јас кога тамо нема да видам ниту еден политичар од македонската сцена, sejedno дали бил опозиција, позиција, споредна партија или нешто, јасно е дека тука апсолутно нема никаква клима од страна на оние кои што ја водат државата или се стремат да ја водат од некакво руско влијание. И после, она што го слушаме меѓународот... Дури да си проамерикански ориентиран, добро е да има малце баланс. Барем да не биде еднострано. Не заради фаќање страна. Добро е заради... Тоа е исто, сега, знаеш, два различни тима, едниот кошта милиарда, другиот $2000 вложил. И сега играат утакмица. Не е интересно ни за гледање, искрено ти кажам. Јас мислам дека последица на таквиот однос кај што навистина немаше во изминативе години никаков баланс доведе до дебаланс на се ова што ни се случува. Многу си во право. И за жал тоа е така. Јас секогаш сум рекол, значи ако определбата е НАТО, Европска унија и ако постои поголема политичка волја за тоа или ако граѓаните повеќе се изјасниле според не знам какви статистики за тамо или заради не знам какви општествено-политички интереси Македонија треба да припаѓа тамо, во рете, меѓутоа сепак јас сметам дека толку сме понижени, толку сме симнати на колена, толку сме обезвреднети, да јас имам чувство дека ни се губи тлото под нозете и дека сме како некое заморче со кое што секој може да се поигра. Не покажавме цврстина. Слушам некои луѓе, па што ќе речат, па Русија не ни помага или каде е Русија. Значи, никој, ако не направиш некаков
она што го збориме баланс или некаква соработка на било каков начин, за да одржиш некаков баланс, никој нема да дојде и со сила да ти се наметне. Никој не ти помага со сила, како вика американците со сила се наметна. Со сила можеш да не се лажем. Да му земеш, не можеш да му дадеш. Меѓутоа зборам за помош. Значи не зборам секогаш со сила се зима, се одзема суверенитет, се тера да постапиш вака или онака, еве зборуваме сега дека не знам, нели треба да го смениме името, треба да бидеме вакви или Да, и ќе се менја името. Ленин, да ти е јасно. Тоа е целата игранка. Нас у НАТО не бутаат под било која референца, под менување име. Тоа е целата игранка. Мислам, гледаш што се случува. Но ние нели не збориме вечерва за политика. Да, добро. Мислам политика, се е политика, значи се не можеме да не чепнеме. Можеме за жени да збориме, па пак у политика ќе завршиме. Како човек кој што е патриот и националист, ме боли кога ќе се спомне Македонија во негативен контекст, ме боли кога гледам дека не сме способни да се справиме со нешто што ни е од суштествено значење. Ме боли кога некој вели дека па готова работа е, треба да го смениме името. Значи не знам кои вредности треба да се добијат и дали нешто се става на пазар или треба да се продава за пари или за било кој апсолутно си во право. Немој погрешно да ме тумачиш, ја не се помирувам со тоа. Ја само ја констатирам ситуацијата дека во овој момент ја не можам да гледам или можеби е она, знаеш како во војна кој ќе изгубиш војна па се повлекуваш, па се прегрупираш за нова офанзива и така натаму, ама кога се прегрупираш и се создава еден вакуум простор и малце те обезружуваат, викаш кој сега ќе даде отпор кога ќе се менува името. И овие тие што сакаат тоа да го направат добија на сила. Сваќаш, гледаат, викаат, лесно ќе го срушиме овој отпор. Видовме 3-4 години по 10-20 милиона долари, што од ова, што од онаа страна, тоа е од третана страна нема, кинезите се амбивалентни, така што останавме тесто за месење, ние се подадовме. Значи, не дојдоа овдека трупи, што викаш, па ни го одзеле суверенитетот. Не, ние се нудиме за тоа. Така е. Прашање е, дали треба сите унисони да бидеме, или во време на демократија, кога збориме за демократија, имам ли јас право на поинакво мислење? Еве тоа прашувам. Бидејќи мене ми е одземено правото на мислење, јавно да го кажам, мене ми е одземено правото на анализа, моја, аматерска. Значи, во ова време, се што поинако другчие каже, клевече и лаже. Буквално така. Го напишав токму тоа во еден статус. Да, се доведува до тоа дека во случајов на голем уста се бараат некакви права, на голем уста се повикува на демократија, на правото на слободно изразување, на уништување на некаков режим или, не знам, диктатура. Од друга страна ти кажуват дека да, право, ама само моето право е право. Така. Ти немаш право на свое право. Зашто? Така. Зашто мислиш различно од мене. И сега фашизоидно звучи ако една одредена страна те навреди или те нарече или го декларира своето мислење поагресивно, додека другите за тоа во следниот дел. Така, да. За тоа во следниот дел. Сега доаѓаме токму за тоа. Контроверзите и нападите од новинари со буквални имиња и презимиња. За многу помалце, јас сум бил ставен на тапети на насловна страна. А за ова, што ќе следува, ќе го кажеме веднаш по рекламите. Режија, одиме со вториот блок реклами. Фашисти, хомофоби, бараби, криминалци, националисти во негативен контекст. Најнегативен контекст што може да постои. А обично некому не му се свиѓате или не му се допаѓате. Еве, конкретно беше шокантно на овој голем марш, импозантен, кој се случи на сите словенски земји, со учесници од сите словенски земји што ги наброи, и кога дојда овде, и кога представник од нашата Македонска православна црква
ги пречека, ве благослови, од страна на делот она соросоидна новинарска булумента, бевте наречени за фашисти. Како и секаде во светот, моторџиите се фашисти. Искрено да ви кажам, со години, па може да се каже не само исти новинар, туку и слични медиуми ве омаловажуваат и со години се раѓа гнев кај мене, зошто бе не ги решите, тав момци сте. Можете да ги утепате од ќотек. Ама буквално, бидејќи ова не е за муабет, ова е за ќотек. Но од друга страна, времето покажува дека сте многу по-мудри од што монат инстинктивен нагон, што ти доаѓа, дека они токму тоа и го сакаат. Да направите нешто за да после плачат, квичат, да молат пари за да им помагаат, за да ви го дадат. Добро, вие сте многу луѓе со големо достоинство. Како ги трпите ваквите напади? Многу се мали, многу се ефтини за да се занимаваме со нив. Значи, тие се под секој ниво. Значи, она што јас го гледам, кој све денеска се нарекува новинар, кој све се нарекува експерт, стручњак, не знам, памет дели кој ќе стигне за се и се што. Тука толку се изместија вредностите, да човек не знам од кај треба да почне за да ги решава тие проблеми. А ние мислам дека сме најмалку повикани за тоа, без разлика што не споменуваат. Сметам дека самиот систем, самата ова конфузија под плаштот на некаква демократија дозволи да одредени самопрогласени новинари, порталчиња или не знам што, толку си дозволат да пишуваат се и се што, да навредуваат неаргументирано, па да се измислуваат секакви работи, да не знам зошто тоа не е некако законски, системски решено, или зашто тоа нема одредени последици, нели постојат некакви тамо, што знам, здруженија или надзори или некакви правила на игра. Ако сакаш ке ти одговорам. Значи, не ми е јасно, не сум во таа работа, меѓутоа јас... Мене ми е, ја бев, можам и да ти кажам, ако сакаш да знаеш. Ке ми кажеш, само да се довршам мислата. Значи, она што го читав е дека, нешто прочитав дека, не знам, во Македонија се, не знам колку пари влезени од некои странски владини, невладини организации за да придонесат кон разбивање на традиционалниот начин на живење на македонецот. Тоа е точно. Сега, оттаму, овие лешинари, за да се докажат дека они се во таа функција, пишуваат се и се што. Од една страна, тоа го прават за пари. Тие за пари, очигледно гледам, веројатно, може би и жената ќе се ја продаат, и децата и све, и ќе направат се, ќе паднат толку ниско, ќе пишуваат се и се што само да успеат да извлечат нешто, некој парченце, веројатно, од тие пари, и затоа нас не пишале тамо, не знам, сме биле конзервативни. Да, ние сме, може да бидеме и конзервативни, и традиционални, меѓутоа, за ноќни волци, да кажеш дека се фашисти, ќе ти се смее цел свет. Ноќни волци се познати токму по тоа што се антифашисти и многу голем дел од нашите активности се во почитување и градење на младите генерации во духот на почитување на она што го направиле нашите предци, борејќи се против тоа светско зло. Сега, колку тој што пишува така ќе добие нешто или ќе изгуби, тоа ќе го видиме, ќе си го покаже времето. Од една страна се во функција парите, како што кажав, предпоставувам, и од друга страна, она што се случува, значи во денешно време, ако нешто се поклопи со твоето мислење и ако го декларираш јавно,
и тоа не одговара на некоја политичка опција, постојат тие, како ги викаат, не знам, критици, наблюдувачи, не знам што се од партиски, кои што за да се докажат пред своите лидери, ќе те направат парам парче без разлика дали си успешен ракометар, дали си добар и успешен моторџија, дали си почитуван литерат, бизнисмен. Значи, веднаш наредниот ден, ти си спремен за линч од тие. Јас не верувам дека тоа е од високото ниво на политиката, политичките лидери или тие што се во врвот на политичките партии дека се занимаваат со тоа, меѓутоа овие клошарчиња клошарчиња сакаат да се докажат пред овие со тоа што колку ќе бидат они поагресивни, повулгарни и после се жалат, овој, не знам, некој го трпи тоа, некој не го трпи, некој се истепани, не знам, таму им се случуваат разни работи. Вие како ќе ги игнорирате? Видите, секој си носи одговорност за кажаниот збор. Јас не сум среќен што мене некој ме ословил за фашист, бидејќи таму стои мојата слика и веројатно некој ќе треба лично да ми да објасни што сакал да каже со тоа. И меѓутоа јас не сакам да давам таму, да губам енергија и напор или да се сега концентрирам на тоа што и како јас ќе правам со него. На секој ќе му дојде времето и местото кога ќе треба да се објасни во таа работа и затоа тие луѓе веројатно како критици те ќе се појават, те ќе ги нема во јавност, немаат храброст да се појават. Јас ќе ви кажам, ние кога се појавивме во поддршка за протестите или во поддршка за непромена на името или било што, кога ќе направиме нешто, еден куп закани, лоши коментари, меѓутоа нигде подпис на овие фејсбуци, сите од лажни профили. Ја не знам што мажи ќе бе, јас се декларирам јавно. Јас се сметам дека моето мислење можам да го кажам. Исто и јас. И да стојам за тоа, па на кој му смета, може да или да дебатирам, или ако сака било како на поинаков начин да го решаваме, пошто тоа се, нели, ако си маж, ние сме мажит, затоа викаме, ние сме братство, што го правиме машка работа. И јас на тие не им обрнувам внимание, пошто тие да се толку јаки, нема да добиваат задачи да пуштаат закани на Facebook од лажни профили. Океј, ама кога веќе, еве прво да ти кажам една работа, логично е заради угледот на клубот би требало да се поднесе некаква преставка до суд, до обвинителство или тужба до конкретниот заради заштита. Не оти нешто ви треба од него, јас знам ништо не ви треба, ама чисто заради заштита на клубот и неговото добро име. Втора работа, да ти кажам, па пред неколку години ја бев дел од групата на новинари, заедно седевме таму, Мирка, Миленко, Бобан, јас, Дарко, Ивона беше и уште десетици од едната страна и од другата страна беа овие. Беа представници дојдени од Европа за регулација на медиумите. Значи, закон да се донесе. Ние апсолутно се согласивме со законот тогаш, кој после година дена они повторно бараа нов. Оти не им одговараш. Значи, се согласивме со законот што го понудија странците, а тоа е регулирање на сите новинарски форми, дури и на интернет. Кога рипнаа хистерично сите до еден, од тогашната опозиција, сегашната позиција, значи сите оние соросоидни здруженија за нама и така натаму, никако да не се регулира интернетот. Што значи тоа? Дека секој портал може што сака да напише за тебе и да објави, не можеш да го тужиш. Ти можеш да поднесеш тужба, ти можеш да поднесеш процес. Јас сум разговарал со адвокат, сериозен адвокат, со адвокатот на Лата сум разговарал за тоа. Значи, дури сега успеваат малце да најдат во некоја форма, бидејќи судијата вика, не е регулиран форматот, медиумот не е регулиран, немам врз основа на што да судам. Еден збор твој погрешен овде во емисијава, знаеш што ќе ни направат? Ќе ни искубат ко кокошки без перду, вака со пердуви, вака има да ни искубат. Дали е тоа за нама? Дали е тоа
Совет за радиодифузија, дали е самата телевизија, дали е самиот закон, постапка... еден збор само да ти се цивне, додека они можат што сакат. Прво, да означиш некого за фашист е кривично се уште во ова, бидејќи ти треба да дадеш сериозни, бидејќи фашист е сериозно обвинување. Не е тоа шконтар си, ваков си, лопужо, една глупандер, будала. Не, фашист е сериозно. Бидејќи овој народ страдал од тоа. Европа страдала. Значи, фашист не може. Така што, дури од таа страна не можете ништо да направите, особено ако е од нив, бидејќи по последната пресуда, за тој исти што ве нарече фашист, стоело дека тоа што го пишувал на неговото, било негово лично мислење, бидејќи он не бил ни новинар, така да не спаѓа у никоја група. И они така го заштитија да може да ви го прави тоа што го прави. Да го прави против црквата да збори, против владици, против партии, против личности, против мене лично, деца, татко ми, мајка ми починати, децата мој, сопругата, пениси уста, 300 чуда. И сето тоа поминува неказнето. А ја бев на насловна страна на партискиот вестник на Джеро, само затоа што некој коментирал кај мене, пази, не мој напис, не ја што сум напишал. Например, ти искоментираш нешто кај мене за ЛГБТ и се поднесе кривично за мене и на насловна страна Јанко криминалец. Гледаш ли сега разликата? Извини, сега почнавме диалог, а не овакво. Истото и вие го имавте пред некоја година со плакатот, на плакатот за, дали тоа беше првиот, вториот или третиот фестивал, бајкерски, стоеше забрането огнено оружје, забрането дрога, забрането пенетрација во на јавно место. На јавно место. И ЛГБТ ве изрипа и тебе, и Коце, и сите парчеве направија. Повеќе представки до мене. Иначе во делов, значи ние, иако можеби имаме некој правник у клубот, меѓутоа никогаш не мислиме да се занимаваме со таква работа, затоа викаме ние машки треба да си ги решаваме работите, тоа е мој личен став. Ја никогаш во животот, никого не сум тужел, ниту по некого сум повел некаков судски процес. Време. И мислам дека нема да имам потреба никош тоа да го правам, се додека нели ме држи овој ум и ова мислење, никогаш не вика и никогаш, меѓутоа јас затоа реков, ние сме братство, ние сме машки клуб и машки треба да ги решаваме и сите проблеми што ги имаме. Многу машки одма се лепи етикета денес, знаеш. Да, и сега, тоа со исто што го кажува со хомофобијата, и неколку пати за мене имало представки, меѓутоа јас тврдам дека луѓето кои што моментално се занимаваат со тие работи, кои што дигаат многу џева околу таа хомофобичност на македонецот или на поединци каде што ги препознаваат како нешто, не знам, дека прават против правата на таа маргинализирана заедница, дека повеќе се лицемери, луѓе кои што се тамо од финансиски интерес, тоа е мој впечаток, бидејќи јас сум имал можност да разговарам со нив и да едноставно, бидејќи тоа е мој плакат, јас сум автор на плакатот и јас треба да го тумачам и што сакам да кажам со тој плакат, и во моментите на тоа еден обид за објаснување, тоа таква е хистерија, тоа толку сакаат да го дигнат проблемот на високо ниво, веројатно за да покажат дека тука имаат потреба од некаква поддршка, дека водат процеси, дека тука има вакви или онакви, дека треба да добиват можеби финансиски средства за да се борат за нивните права. Ја искрено да ти кажам, ние точно во нашиот кодекс е ставено дека во ноќни волци не може да членуваат хомосексуалци, како што не може да членуваат деца под 18 години, како што не може да членуваат жени.
и најмалку тоа значи дека ние со тоа правиме некаква омраза или не знам како сакаме да бидеме протумачени. Мене ми е совршено сеедно тие приватно дали се кажуваат како машки, женски, бисексуалци, значи не ги мрзиме, не се замараме со таа работа. Индивидуално што сака нека прават. Мене ми смета што, например, тоа се сака да се промовира, да се рекламира, да се покажува, да се демонстрира, да се биде вулгарен. Пробал некој од ЛГБТ заедницата посакал да биде дел од вашата група? Не, пошто веројатно знаат со кого се како има. Меѓутоа, јас еве ќе ти кажам дека познавам луѓе кои што се хомосексуалци, меѓутоа кои што нигде ги нема во овие Исто. Same here, истите ги знаеме. Да се петелчат нешто, да се прават, си го живеат својот живот, така си се определиле, така сакат, тоа е нивна желба и нека си терат. Мојот личен став е дека правото е на секој да си биде како што е. Дури и може би за некој ќе звучи чудно, меѓутоа, нека си се определат, нели има машко, женско, нека ги озваничат во документацијата и некако другачие. Подобро е, Јанко, да се знаат кои се што се, отколку да упропастуваат одредени семејства, значи тие да се кријат, па да се прикриваат преку бракови со жени и тој тие обично завршуваат многу лошо. Подобро е да некако тоа го се направи да се, еве, ако сака да се препознаваат, нека се препознаваат. Не сум за тоа, исто не поддржувам, например, да тоа е има да се вика брак, да е брачна заедница, нека си најдат некоја форма, не мора да се вика зашто да ја користат. Брак се знае, дефинирано е, брак е помеѓу маж и жена. Так. Нека се крсти тоа на обратно од брак. Како ќе му даде тоа? Карб. Нека се, значи, нека си најдат некое друго име. Ете, ако имаат потреба, нели оправдано, не знам, живеат па да имаат право на наследство или не знам на поделба на имоти, тамо тоа нека им се регулира некако у оваквото. Да, и не се согласувам исто со моментот да посвојуваат деца, бидејќи ако сакаат да имаат деца, тие би се определиле за спротивниот пол, за да можат дете да го создадат. Вака некако мене лично ми звучи дека као им треба некој милениче да си имаат некаква занимација или така. Не го сметам тоа за... И децата не заслужуваат да бидат третирани на таков начин. Тоа е моја лична перцепција во оној дел кај што нели се спомнува дали треба и да посвојуваат деца или било како. Значи, мислам дека тие некои проблеми се пренагласуваат и дека секој пат бараат нешто за да бидат актуелни и да имаат што да работат. И пак ќе кажам дека тоа се структури во тие невладени организации или здруженија на маргинализирани заедници кои што постојано нешто имаат тенденција да бараат. Потреба на поединците нива. Да, на поединците не е тоа потреба, или тие ќе го направат тоа на било кој друг начин, користејќи ги постојните закони, ќе успеат некако да го направат, меѓутоа секој пат се наоѓа веројатно нешто за да имаат со што да се занимаваат, за да бидат интересни, да користат некакви фондови или не знам што, и стално да бараат и сега таа агресија иде до толку повеќе што ако ги слушаш само нив и ако се најдеш во ситуација да треба со нив да полемизираш, ти сваќаш дека апсолутно ти си некако маргинализирана заедница. Ти си тој што треба всушност да бараш права. Бидејќи твоето право не ти го дозволува да бидеш како нас не викаат они стрейт или не знам како нормален. Не знам или каков друг израз се користи. Значи, одат до тамо да те обвинуваат заради тоа што ти не си таков како со нив или што не се слагаш со нивното мислење или со нивната иницијатива. Многу се осетливи и веројатно тој им е некоја агенда која што си ја терат и оттаму зборот измислен тоа хомофобичност. Значи хомофобичност е да мрзиш, да имаш дејства против нив, да
да им забрануваш да искачат на улица, да се бориш против нив, да бараш концлогори за нив. Тоа е хомофобија. Апсолутно, мислам дека тука кај нас нема, поготово кај нас тука нема такво нешто и како што гледам работиве како што се движат, сите веќе полека се олабавуваат од таа работа и не се ни замарат, не ги интересираат, а тие се поупорно сакаат да се наметнат. Да, се помалку им обрнуваат внимание на таа агресивност. Не можат да разберат, знаеш, имате байкери низ цел свет и имаш ЛГБТ заедници низ цел свет. Како успеат да направат еден убав баланс, например, во западниот свет? Еден Фреди Меркюри, еден Девид Боуи. Колку они уметници, они никогаш не напаѓа другата страна ако не се. Не, они ширеа позитивна енергија. И кому му сметало Фреди Меркюри? Или кој го мрзел? Кој го мрзел? Таков талент, таков глас, значи му го цениш тоа што го прави. Тоа што е си негова индивидуална работа. Сите знаевме дека е геј уше од и никој немал проблем со него. Напротив, вака кревавме раце и го обожававме. Точно така. Значи тоа е нешто сосема друго. Такви личности кај нас нема. Кај нас има тоа ти што викаш кариера да прави за да земе пари, а за да земе пари он вика гледај што прават. Овие се хомофоби. Јанко јаде бурек. Ленин ова напишал. Види го знаков на ова. Хистерија овдека концлу и он за тоа ќе шири добие. Знаеш? Или како беше, на пример, Бокославни, Јанко Куро пушач на власта, и одма си стана председник, приему МВР, приему у ова министерство. Како? Со еден пост. Нели? Како се станува личност на годината у теа модерна? Јанко Свиња Девела, пап, на Твитер, танк. Тоа се тие финти, знаеш, кога немаш своje ја и мораш преку друг, омаловажувајќи го другиот, треба да се издржи. Мислам дека просто ми е неверојатно колку покажавте нерв да имате. Знаеш, мислев, се сеќам после првиот напад, кој го имавте од истата личност, дека ви се јавив и ве молев. Немој да го тепате, бидејќи тоа чека. Немој да го тепате. Бидејќи тоа му е животна желба, тоа му е грант, тоа му се пари. Види, има луѓе, нели, како ги викат, мазохисти, тие што имаат потреба да бидат тепани. Што ќе правите сега ви? Не им даваме шанса да ги задоволиме. Што ќе правите сега? Знам, на есен ќе има татуфест. Вие байкерите пак некако ќе бидете дел од тоа. Па да ти кажам, Јанко, оваа година, после 10 години активно организирање на повеќе инвенти, 11-тава, јас мислам дека заслуживме малку да одмориме и дека она што ќе го правиме нема да биде во налкави размери, како што сме ги правиле порано инвентите. Зборам за оваа година. Решиме и тој мотособир, мотожурка да го направиме во помал обем. Тату конвенцијата нема да ја правиме оваа година. И малку ќе се повеќе мислам дека имаме потреба да се посветиме на себе, малку да така се видиме повеќе меѓу нас, бидејќи доволно во изминатиот период се појавувавме секаде каде што ќе не повика, во секоја организација, сегде пробавме, сега нели таму и кај што треба и да се помогне, и кај што треба да се појавиме за да дадеме одредена поддршка, за да охрабриме нешто. Меѓутоа, оваа година, мислам дека малку треба да си се посветиме на себе си, и затоа ќе оставиме да помине така. Ќе одиме на инвенти кои што ќе бидат организирани од нашиве братски оделенија, големиот мото спектакл што се прави секоја година и оваа година ќе биде во Севастопол на централен клубски настан кој што го ќе возите низ Украина? Тоа не може, тоа е невозможно. Како ќе идете преку Турција, преку Грузија? Има алтернатива да се иде од озгора преку Белорусија, што значи многу голем пат. Ништо од овдека тие фери што се или преку Истанбул не е сигурно и не гарантира стигање на место.
Има Со една ферибот варијанта, збориме? да, има една Добро. варијанта за која што разговараме да се оди со авион до Москва и од Москва од нашите браќа да ни бидат обезбедени мотори да се симнеме доле до Севастопол и да учествуваме на тоа, бидејќи голем хендикеп ни е... Како ќе стигнете од Москва до Севастопол? Пак морате со брод. Доле по југ, не. А по југ има копно, врзано е. Копно, има копнено. Да, овој дел од Украина функционира, тој проруски остана и поврзане со Крим. Така? Да. Значи немаме потреба... Ова на Крим ќе биде? Да. Така? Севастопол на Крим е? Така, добро. Сум запомнил. И Украина, за жал, настаните направија да ние тамо е високо ризично да се појавиме, особено ние што... И на времето кажуеше, вика, сме имале проблеми со джандари, или вика, украинските, вика, тоа се... Поготово овие во западниот дел, на вистина, толку, не знам, лошо искуство. Јас пошто повеќе пати ја имам возено и секој пат кога ќе сум се вратал, сум викал, никогаш повеќе преку Украина, меѓутоа повторно сум, знаеш, оне ке ти изветре, ке одиш, повторно ке отидеш пак, пошто сепак ти е некако мрцварење или имало и физички напад, кажи ми интересно. Физички имало, јас сум бил лично физички нападнат од хулигани на граница кои што буквално бидејќи се одвоив од групата. Тие фашистите уствари. Да, и бев да разменам евра за за рубли и тамо стојат тие секојаш групи сумњиви типови по границите кои што и плячкаат и напаѓаат и ова и јас бидејќи бев сам морав некако да се спротиставам колку што можев, да се качам на моторот и канонада на камења, дури коли некои настрадаа што чекаат тука на граница од тој напад, а станува збор за сепак луѓе хулигани кои што се тепачи по професија. Тоа хулигани, а со полицијата? А со полицијата е друга приказка. Значи полицијата те застанува и те малтретира се додека не извлече барем $5 од тебе, и ако почнуваат со 150, со $200 ти бараат, па се ценкаат, па те малтретираат, па те задржуваат, а ти потиштен од патот, дали те тепало сонце, ветер, дожд, те гледа дека си моториџа, дека ама нема, него доларите му се приоритет и тој нема никаков, мислам, толку ладно и безчувствително е тоа што сум го видел таму и за кој што сум зборувал од лично искуство и кој што се повторувало секогаш кога сме ја минувале тој дел од Украина. Ленин, ти благодарам за гостувањето, поздрав до Ноќните волци. Момци сте окей, продолжете така и се надевам дека во некое подобро расположение, подобро милје ќе се сретнеме за некои поголеми ивенти, што побрзо, то подобро, па може и ќе се предомислите, може и ќе ви дојде инспирација и момент, па некој интересен фест да направиме една журка. Тоа ќе го правиме. Вие правите добри журки. Тоа ќе го правиме сигурно. Добри журки и то со жива музика, рок музика и пиво и мотори. Ми се свиѓа, се шо да правам, сори, сакам такви работи. Фала на поканата, баш пријатен разговор. Убаво е вака, еве јас не сум прв пат кај тебе, меѓутоа сепак е... Не е ни последен. Да, убаво е така да си поприкажеме и да се доближиме повеќе до јавности и некои така дилеми малку да ги објасниме, бидејќи не можеме да допреме до секого со она што го правиме. Некои што не знаат од поблиску не знаат, тоа што пишува за нас пишуваат и добро е вака да се има прилика да си се искажеме, да се изјасниме за некои наши ставови, размислувања. Каде на пиво се од тука? У Ван Гог идеме? Ван Гог обавезно. Ван Гог обавезно. Да. Таму се наоѓаме, таму е... Таму е. Океј, у центар. Идеме у Ван... Режија, ај у Ван Гог. Гаси. Ајде, лека ноќ идеме на пиво.